Колега Минчев, во овие 10 минути бевте само за едно во право. Дека војниците паметат. Точно е, господине Минчев, војниците паметат и како беа нарекувани од вашиот лидер, беа нарекувани животинско царство. Војниците паметат дека Социјалдемократскиот сојуз во неговата историја имал 5 министри за одбрана кои што не се потрудиле да го решат нивниот статус. Војниците паметат каква униформа носеа порано. Војниците паметат кој ми ја зголеми нивната плата. И на крајот на краиштата, војниците ќе запаметат кој со каков закон ја решава судбината на 3700 професионални војници. За граѓаните на Република Македонија треба да знаеме дека во рамките на ретроспективата на овој закон, кој што претрпел досега 3 измени, во 2007 и во 2012 година, се опфаќаат сите оние професионални војници кои што по навршувањето на 45 годишна возраст се решава нивниот екзистенционален и професионален статус. Ако во дел од земјите во обкружувањето и Европската Унија, после завршувањето на тој период од 45, 38 или 35 години, земјите не земаат никаква обврска да го решат нивниот статус, денес Република Македонија се вклучува во оние земји кои што искажува морална, професионална и секаква одговорност на луѓето кои што се на браникот на одбраната на Република Македонија. Имено, 3700 професионални работници по завршувањето на нивниот професионален ангажман ќе бидат преземени од други министерства, како од Министерството за одбрана, за внатрешни работи, Пограничната полиција, Министерството за правда, Министерството за земјоделие и шумарство. Тоа значи решавање на оној проблем кој што се проткајувал подолго време, а можел Социјалдемократскиот сојуз да го реши уште во минатото. Бидете убеден, колега Минчев, дека овие професионални војници ќе бидат благодарни на оваа одлука и секако ќе бидат благодарни кон вас, бидејќи ќе ја поддржите. На крајот на криштата ни се обратив тоа дека вие пратениците на Груевски, вие пратениците на Дзинго. Верувајте, колега Минчев, ние сме пратеници на ВМРО, ДПМН и издржаната коалиција кои што сме избрани со 470.000 гласови, со програма на која што и веруваат граѓаните, за разлика од вашата невидлива програма. Затоа не ви веруваат граѓаните. И ден денеска немате програма. Па затоа вашите пратеници од Црвенковски и пратеници од ЗАЕ, кои што одат низ Источна и низ Западна Македонија, ветуваат 450 евра минимална плата, проложен распуст, слободни економски зони за кои што не знаат никако да изгледаат. Затоа првин консолидирајте се во вашите редови, па потоа етикетирајте на нас. Ви благодарам.